Како што беше најавено, во Toyota City беше представена петата генерација на Prius, иконата на компанијата. Улогата на мразокршач и трасер на патот за сите останати хибриди што сега на големо се произведуваат од скоро сите автомобилски производители, Prius ја одигра маестрално. Дека се уште цврсто го држи статусот и водечката улога помеѓу останатите покажува петата генерација која помина низ темелен редизајн кој е искористен да се направи како што потенцираат од таборот на Toyota, темелно рафиниран стилски и возен перформанс испорачан во колоритно и возбудливо пакување. Легендарниот Prius се појавува под слоганот Hybrid Reborn, на што е додадено волшебни возни перформанси. Според изгледот се забележува дека покрај смелиот преден дел, модерниот заден дел и новата внатрешност, традицијата на лифтбек силуетата беше внимателно запазена. Составен да има хибриден погон од петата генерација и да ја размрда модуларната платформа TNGA од втората генерација, целосно новиот Prius ке се нуди со 1,8 и 2-литарски бензински мотори. Toyota останува верна на самонапојувачкиот хибрид, на кого е додаден приклучен хибрид. Што се однесува до сочните детали за погонот, Toyota ја прелеа чашата само за 2-литарските хибридни и приклучни хибридни верзии со комбинирана моќност од 193 конски сили, што е зголемување за 60% во однос на претходникот. Во меѓувреме, плагин хибридот добива системска моќност од 220 конски сили, подобрување на опсегот за 50%, соларен систем за полнење од втората генерација, плюс способност за спринт до 100 км на час за 6,7 секунди. Верните поклонници на Пионерот се прашуваат кога ќе се појави на улиците, а одговорот не беше прецизен, но беше децизно кажано дека прво ќе се лансира во Јапонија, а во втората фаза ќе следат Северна Америка и Европа. Најверојатно прво ќе настапи само напојувачкиот хибрид во текот на зимските месеци, а напролет 2023 година плаг-ин хибрид верзијата.